Добър ден, криптоентузиасти! Ова ни е втор обид да го снимаме вчерашното видео, с оглед на фактот дека вчера успяваме да го снимаме целото видео, за накрај самата апликација да одлучи дека не е доволно добро и нормално моравме да го избришеме, с оглед на фактот дека истото видео беше само една секунда зачувано од 1 час и 30 минути, во кој што говорев во локалниот бар. Во секој случај, барем локалните муштери имаат добар ден и добра лекција, како и да е. Но, нели, тоа е тоа. Некогаш се случуваат и вакви технички проблеми, така да се надевам не ми се лутите за тоа што не успеав вчера да го објавам нашето видео, но еве на денес повторно свежо, со уште повеќе информации и да направиме соодветна анализа на оно што се случуваше во текот на состанокот на Федералната резерва, како и што понатаму очекуваме со оглед на фактот дека и јас ја изгледав целата пресконференција. Поминав преку сите оние факти за кои што разговара, каде што нели самиот Пауел, канцеларот на Федералната резерва на Америка, даде насоки на тоа што понатаму ќе се работи и како понатаму ќе изгледа работата на Федералната резерва. Денеска самото видео ќе го поделиме, значи, принципиелно на фундаментална и техничка анализа, со тоа што техничката анализа нормално како и секогаш ќе обработиме тоа што се случува моментално на пазарот и што очекуваме во текот на следната недела со оглед на фактот дека моментално е 4 ноември, а знаеме дека на 8 или само за 4 дена ќе имаме одржување на midterm elections во Америка, што се доста битни за генералните случувања во економијата во целиот свет, а со тоа и во криптосветот. Значи, пред да продолжам понатаму, уште еднаш сакам да напоменам дека она што моментално ние го правиме, посебно кога обрнуваме толку многу внимание на Америка, тоа не значи дека ние го правиме тоа поради голем интерес за Америка или поради тоа што сме ние, не знам, НАТО фанатици. Значи, да се разбереме. Овој канал бил, е и ќе биде антиамерикански. Значи, тоа да ви биде јасно. Тоа што јас обрнувам внимание на Америка е заради тоа што сакале ние или не, резервите на трговија во светот се постојано правени со помош на доларите. Значи, сакале ние или не, тоа е едноставно вистината. Со тоа што, ако долар представува резервна валута на целиот свет, во која што целата трговија во светот се врши преку долари, ние немаме друга опција освен да го следиме неговиот раст и пад и сите политики поврзани со него, затоа што, ако сте видели сами, во секој од вашите парави по кои што тргувате, вие тргувате долар против биткоин, долар против етериум, долар против ада, долар против дот, долар против што и да е. Значи, јас верувам дека 99,9% од вас тргуваат долар против се. Затоа што најчесто не можете ни да најдете парови во кои што вие би тргувале, например, биткоин против евро или биткоин против јуен, јен, не знам во што би тргувале. Значи, сакале не или не, едноставно, моментално, долар представува светска резервна валута и тоа е причината поради која што ние обрнуваме толку многу внимание, затоа што сакале или не, кога е вака поставена работата, секоја политика, економска или генерална политика на сцената во Америка одигрува директно врз цената на доларот, а со неговото растење или паѓање директно делува на цената на криптовалутите, кои што нас не се битни. Значи, уште еднаш, многу од вас ова го разбираат, значи, ова не се фудбалски клубови. Многу пати сум го кажал, ќе кажам повторно, знам дека фудбалските клубови се најблиски до срце, значи ова не се фудбалски клубови, ова се проекти кои што какви таки треба да ги гледате преку призмата на профит. Значи, дали е тоа Америка, Русија, Кина или Марс, вас не ви менја многу. Значи, вие на крајот пак сте у Македонија и работите за 300 евра месечно. Така да, значи, гледате го ова како призма на пари. Значи, гледам неколку пати ми замеруваат луѓето зашто разговарам за Америка. Значи, сакале не или не, тоа е реалноста. А денеска преку фундаменталната анализа ќе ви покажам дека, значи, верувале или не, но сето она што се случува во Америка, останатите само го копираат. Но ќе стасам и до тој момент, како и да е. Значи, денеска ќе разговараме за што се случуваше на Федералната резерва, ќе разговараме што понатаму следи во однос на Федералната резерва, во однос на тамошниот, значи зборуваме за Америка сега, тамошниот репорт за вработеност, што е многу битен во однос на тоа што понатаму очекуваме од Федералната резерва и нејзиното кревање на каматните стапки на доларот, како и самата инфлација во Америка и во остатокот од светот. Потоа ќе ги споредиме овие податоци од Америка со останатите кои што ги имаме од развиениот свет, во случајов, значи, се што е НАТО. За жал, другите не се толку транспарентни во однос на објавување на собствените информации, а и за жал не се битни со оглед на фактот дека криптопазарот е базиран претежно во НАТО базираните земји, затоа што едноставно развојот на истиот е многу по-лесен и по-возможен во овие земји, што е реалност. И откако ќе го завршиме тоа, ќе разговараме за одредени
двигатели на пазарот кои што може да настанат во следниот период, како што е потенцијален напад на Кина врз Тајван, потенцијален напад на Иран врз Саудиска Арабија, исто така и самите избори во Америка, како дел од фундаменталната анализа, со тоа што истите потоа ќе ги споредиме на чартовите кои што ги имаме, како за доларот, така за традиционалните пазари, така и за криптопазарите, односно во случајов биткоин. Значи, оние вторите кои што ми замеруваат дека не работам на помали проекти, да се разбереме. Значи, работење на помали проекти, анализирање помал проект, кога имате ваков тип на масовна економска криза е залудно. Затоа што додека економската криза не заврши, сето она што можеме ние да го разговараме за потенцијално растење на мали проекти е само шпекулација. Значи, моментално мораме да се фокусираме на големите сили кои што го движат пазарот, се додека не утврдиме дно. Во моментот кога ќе утврдиме дно на биткоин на останатите пазари, како што е крипто и традиционалните пазари, тогаш ќе можеме да разговараме за потенцијален развој на сите останати проекти за кои што вие сте заинтересирани, а и ние. Но во моментов, сакале или не, единствено што е битно на пазарот е лоцирање на потенцијалното биткоин дно, што значи алоцирање на вашето портфолио во најдобриот можен сегмент од пазарот, со цел да добиеме најдобар профит во следниот bull market. Значи, тоа е она што е битно моментално како за нашиот канал, а верувам дека треба да ви биде и вас битно, затоа што тоа е она што тоа е делот од циклусот во кој што моментално се наоѓаме. Лоцирање и алоцирање на вашето портфолио што поблиску до самото дно на криптопазарот. Сега. Значи, во самиот говор, канцеларот на Федералната резерва изјави дека се исплашени дека нема да бидат доволно каматните ставки кои што моментално ги ставиле, или дека нема да ги задржат доволно и на тој начин може да се повтори моменталната инфлација и да се качи уште повеќе. Од каде доаѓа ова? Значи, јас претходно, ако се сеќавате во некој од видеата го имав покажано ова, сакам да го покажам повторно. Че рековме, ова е кривата по која што се гледа моменталната инфлација во Америка. Долго се вратиме назад, че ова не е прв пат Америка да се соочува со ваков тип на инфлација, односно имаме претходна ситуација во која што во текот на 70-тите и 80-тите се случила слична ситуација како моменталната, каде што значи Федералната резерва се соочила со инфлација која што од 72-та до 74-та да се дигнала од 2% на ненормални 12,3%. Со тоа што, како и во оваа ситуација, нормално и тогаш ги искористила истите инструменти, односно почнала да ги качува каматните ставки, и со тоа, како ги качувала каматните ставки, така успеала да ја бутне, значи, инфлацијата на дури 6,5% во случајов. Сега, каде настана проблемот? Проблемот е што е, не само што она ги качила каматните ставки, истата требало и да ги задржи со цел конечно да се намали инфлацијата на 2% и таму да остане. Но, за жал, мислејќи дека тоа е доволно, истите почнали да ги намалуваат каматните ставки предвремено и гледате што се случило. Имаме повторно качување на инфлацијата на дури 15%. Поучени од ваквата ситуација во 70-тите и 80-тите. Федералната резерва, иако тоа не го кажа јасно, значи јас поради тоа што овие работи ми се доста познати, кога спомнаа дека не сакаа да дојде во ситуација ова да се повтори, јас одма знаев дека станува збор за овој пример. Зошто е тоа така? Значи, доколку вие само ја качите каматната ставка и видите дека конечно инфлацијата почна да паѓа како во оваа ситуација, значи вие фактички може да помислите, добро, еве сега ќе се придвижи до 2% и се стабилизира економијата, едноставно можеме да продолжиме, извади каматните ставки со цел да практично да го намалиме притисокот на самата економија. Но, во случајот затоа што не ја задржале каматна ставка доволно долго, се повторила инфлацијата и уште полошо делувала на пазарот. Затоа во оваа ситуација он кажува, дури и да престанат со зголемување на каматните ставки, дури и да намалат, тоа не значи дека веднаш они ќе почнат да ги намалуваат оние каматни ставки кои што веќе ги поставиле. Односно, кога би стигнале до 5%, има најави од неговост дека истите ќе ја задржат каматната ставка и понатаму одреден временски период, како на пример еден квартал, со цел да ја задржат, да го задржат, значи одржувачкиот пат на инфлацијата пред да конечно го донесат до 2% и почнат да ги намалуваат каматните ставки. Значи оприлика тоа е идејата која што они имаат за оваа ситуација која што моментално се случува во Америка и
Значи они фактички најавија дека се уште не е ни време да седнат да размислуваат за евентуално намалување на големината на каматните ставки кои што ги поставуваат, поради тоа што економијата покажува дека е доста силна, посебно во оглед на фактот дека моментално имаме економија која што е со минимална невработеност. Значи, он отворено кажа, затоа што имаше неколку прашања во кои што го праша дали ќе се намали големината на каматните ставки кои што се додаваат или пак можеби ќе се запре со каматни ставки. Значи он рече дека моментално не ни размислуваат на тој план, а не па да ги намалат. Рече дека дури во декември доколку видат соодветни резултати, затоа што се уште инфлацијата моментално резултатите на инфлацијата не се ослободени, значи ние ќе дознаеме кој е следното ниво на инфлација на 10 ноември, откако ќе има време, значи соодветното статистичко биро да ги собере информациите за октомври, да ги обработи со цел да види дали инфлацијата на генерално ниво паднала или пораснала. Значи дури тогаш во декември од кога ќе дознаат што е оваа стапка, што е следната стапка на невработеност во почетокот на декември, дури тогаш ќе одлучат што понатаму ќе прават со каматните стапки, дали ќе ги забават или пак ќе продолжат понатаму со 0,75 како што е и досега. Значи, она што Федералната резерва го кажа е дека не име гајле за остатокот од светот, дека не име гајле за никој освен за она што го работа моментално, а тоа е намалување на инфлацијата на американско тло. Дополнително на ова, значи само Обединетите нации, јас ова го покажа во моето едно од претходните видеа, каде што Обединетите нации, замислете че Обединетите нации ги имаат скоро сите држави како членки, кои што со заедничко барање до Американската федерална резерва побараа истите да престанат со рейт хајк затоа што моментално ја буткаат целата економија од светот надолу. Сега зошто е тоа така? Значи Федералната резерва кога го прави ова, како што рековме, значи ги зголемува цените на доларите. Колку повеќе се зголемува вредноста и цената на доларот, толку повеќе, значи малите, не толку големите, колку што се малите и средните, нормално и на големите делови, но не толку. Значи замислите сега добивате некоја, да речеме, земја како што е Нигерија, на пример, или не знам, Чад и Мали, каде што економијата им е на многу лошо ниво. И во оваа ситуација имате, значи, не само што им е лоша економијата, туку истите се принудени се поголем и поголем дел од сопствената вредност валута да ја заменат во долари со цел да направат само основни трговии што им се потребни за функционирање на државата. Затоа што знаеме дека нема држава која што произведува се. Нормално нас не е потребно нешто да купиме од надвор, од страна, а за да го направиме тоа, да увеземе, ние мораме да платиме во светската валута, а тоа е долар. На тој начин, колку повеќе е вредноста на доларот, колку е повисока, толку повеќе ги блокирате овие држави да може да функционираат нормално со тоа што они мораат се повеќе и повеќе да издвојуваат со цел да купат долар за да можат да заменат. Значи тоа е најголемиот проблем што моментално се случува и затоа Обединетите нации побараа од Федералната резерва да престане со покачување на каматните стапки и со покачување на вредноста на доларот. Сега, што одговори на тоа Војчичко оваму Белиов? Вели, значи значи на светот му одговара многу повеќе американската економија да биде стабилна, за да може и самиот свет да биде стабилен. Значи лицемерието на оваа држава дека нели дури целиот свет е загрижен за тоа прво Америка да биде кој што треба, па после остатокот од светот, е крајно безобразно, но сакале ние или не, моментално тоа е реалност и мораме да се соочиме и да се прилагодиме. Значи идејата е дека он буквално им кажа во лице дека може целиот свет да плаче колку сака, но подобро е ние прво да се средиме нашата работа со цел ако сака остатокот од светот да биде стабилен. Во превод, нели, гледате Америка да биде стабилна за светот да биде стабилен, нели? Жално, но тоа е тоа. Значи човеков има како да кажам, лице ова да го каже на Обединетите нации со цел да им каже на сите, знаете што, кога ќе се средиме на инфлацијата ќе видиме за светот. За сега не интересира. Значи, како да ви кажам, се понегативни работи испаѓаат на Федералната резерва со цел дека они се заинтересирани само за сопствената територија, што не е ништо ново. Америка секогаш била заинтересирана само за сопствените интереси. Прост пример е Европа и Америка моментално, каде што Америка ја предизвика војната и остави Европа моментално на минимални ресурси и уште им продава 3 пати поскап газ кој што е со 3 пати помала количина, но нели тоа е само не е битно, имаме доста, претпоставувам дека има доста НАТО фундаменталисти што го гледаат каналот, може ќе се навредат, не ми е проблем слободно. Значи само ви кажувам која е реалноста, а тоа е моментално реалноста во која што една држава го значи замислете цел свет гледа моментално што дедово ти каже за тоа да видат како понатаму ќе се одвиваат работите.
Ќе ви покажам дека е тоа така, сега веднаш, че имам чарт за тоа, каде што буквално се гледа дека целиот свет ја следи политиката на Америка. Нормално, не зборам целиот свет затоа што има многу држави кои што се против, но сакале не или не, генерално најразвиените земји го следат темпото на Америка се уште. Сега, значи во овој момент ви обяснив која е поентата на самиот долар и што уствари се случува со покачувањето на каматните стапки. Значи најавата е дека и понатаму ќе продолжат, значи дека колку повеќе продолжуваат, толку повеќе вредноста на доларот ќе се качува. На крајот ќе направиме техничка анализа во која што ќе видиме како значи овие каматни стапки делуваат на доларот и што понатаму очекуваме од истиот. Сега, вториот дел е самата инфлација, односно нив им е битно намалувањето на инфлацијата, но не на било која. Има два типа на инфлација кои што се следат, тоа е CPI инфлацијата и core инфлацијата. Разликата е во тоа што ова е CPI инфлацијата или онаа популарна инфлација која што на сите им е позната. Тоа е уствари генералната инфлација која што ги опфаќа сите производи, сите услуги, сите ресурси и нивните цени и како таква е буквално за целосната економија на одредена држава. Додека за разлика од тоа, core инфлацијата ни представува инфлација која што е исклучиво значи наменета на сите продукти, како што беше и досега, со исклучување на храната и на горивата. Зошто е тоа така? Значи храната и горивата, прост пример можеме да видиме од моменталната ситуација во светот, се главниот двигател на инфлацијата во случајов затоа што се најнестабилни. Значи видовме дека поради престанокот на големите житни полиња во Украина имаме огромен раст на храната. Значи во Европа храната во последниот месец е проценато дека за оваа година е зголемена отприлика околу 13%. Значи 13% на сите, значи зборуваме overall, нели, на сите продукти во цела Европска унија се зголемени 13%. Нормално се во Македонија кај што се е зголемено 200%, ама нели тоа е поради тоа што имаме јака економија. Додека енергенсите се зголемени за 50%, со тоа што знаеме дека северните делови каде што има се повеќе и повеќе потреба поради нели грејната сезона и слично, како и самата индустрија која што е базирана на овие потрошни ресурси, значи имаме се повеќе и повеќе зголемување на цените и зголемување на потребата затоа што секој сака да создаде соодветна резерва во случај да снема. Значи имаме 50% зголемување на цените на енергенсите, што драстично го зголемуваат овој индекс на инфлација во случајот што го гледаме и ако го споредиме ова со core инфлацијата ќе видиме дека добиваме сосема различен процент на инфлација. Значи овдека се е заедно и тоа можеме да го видиме и на самиот чарт. Значи ова е целокупната инфлација која што моментално почна да се намалува, значи можеме да го видиме тоа и од самиот приказ на табела, значи стигна до 9,1 и почна да се намалува надолу, но гледаме дека намалувањето не е ниту блиско од она што беше кога се покачуваше. Значи покачувањето беше од месец на месец за отприлика 0,4-0,5%. Додека намалувањето само првиот пат се намали за 0,6% и за потоа гледајте 0,2-0,1%, што е премногу малку. Тоа беше првата причина која што Федералната резерва на пресконференцијата ја зема и кажа дека CPI инфлацијата не се намалува толку брзо колку што очекуваат, затоа истите и понатаму продолжуваат со зголемување на каматните стапки, додека core инфлацијата за разлика од тоа е уште полоша, односно од претходната инфлација која што имавме во текот на март, каде што беше највисока од 6,5%, ние моментално имаме нов врв од 6,6% во текот на септември. Значи октомвриската се уште не е пресметана, ќе ја добиеме за 6 дена. Значи, фактички core инфлацијата, кога би ги извадиле овие нестабилни цени на храната и на горивата, се зголемила, што значи дека генерално инфлацијата на целиот пазар и понатаму расте, затоа што можеме да викаме core инфлацијата и понатаму расте за разлика од генералната инфлација која што моментално да речем е во стагнирачки момент, но тоа е затоа што конечно барем малку од малку почна цените на енергенсите и цените на храната да се стабилизираат, што уствари представува дека гледате оваа стабилизација овдека е уствари буквално производ на тоа што моментално почна на целиот свет да ставаат капови, односно да ставаат највисока цена по која што одредено добро може да се продава со цел да не се злоупотребува ова и да се манипулира и понатаму самата инфлација да расте. Значи тоа е уствари причината поради која што ова се случува, но главниот индекс кој што моментално го следи Федералната резерва е core инфлацијата заедно со невработеноста во Америка. Core инфлацијата е во пораст и на 10 ноември ќе видиме дали и понатаму продолжува да расте. Ако тоа се случува, вие може да очекувате ништо помалку од 0,75%, а може би повеќе. Со тоа што дури да добиеме некоја стагнирачка ситуација во која што речем наместо 6,6 ќе дојде 6,5
или 6,7, не знам, значи повторно имате страф на пазарот. Значи сето ова е базирано на страф на пазарот. Затоа што целиот пазар и понатамо е исплашен дека било каков тип на финансирање на ризични добра, како што се хартија од вредност, не знам, криптовалути, суровини, значи тоа се ризични добра на пазарот, ќе резултира со и понатамо губење на нивниот профит затоа што ваков тип на страф на пазарот предизвикува сите да продаваат, значи во моментот кога ќе се појави. Затоа, и ако споредиме моментално оно што го кажавме, значи на доларниот индекс, поради страф на пазарот ние имаме повторно растење на цената на доларот. Значи, оно што ние укажувавме, дека доларниот индекс и понатаму ќе продолжи да расте. Иако денес ќе имаме на мала корекција од 0,38, гледаме дека претходните денови, посебно во очекување на овој рейт хајк, луѓето ги менјаваат своите ризични добра во долари кои што се постабилни и се со загарантиран раст, иако е помал, но во овој период е подобро да имате ваков тип на сигурност, отколку да се надевате на нешто што е крајно далечно, да речем, во случајот. Сега, значи, уште еднаш да напоменеме, ова е крајните две работи кои што мораме да ги разбереме со Федералната резерва, а тоа е дека и понатаму ќе продолжат со зголемување на каматната ставка. Се уште не станало ни разговор за евентуално намалување на количините по кои што ќе се зголемува, а не па стагнирање и задржување на ова ниво, да речем, на одреден временски период. Во секој случај, тоа не значи дека е крај на светот. Значи, дури и да добиеме намалување, минимално намалување на каматните ставки кои што се покачуваат, после 5 состанок во кој што сме добили 0,75, ќе донесе позитивна енергија на самиот пазар, односно ќе се намали стравот на пазарот. Значи тоа ќе го предизвика затоа што конечно луѓето ќе почнат да рисуваат, ете Федералната резерва мисли дека конечно се приближуваме до крајот. Значи целта е да се дојде до врвот на вредноста на каматната ставка која што ќе се постави, со цел да се дојде и до врвот на вредноста на доларот пред да почне инфлацијата драстично да паѓа надолу, што се очекува во следниот период. Значи ова се основните работи кои што Федералната резерва ги гледа и гледаме дека истите и понатаму ќе продолжат да функционираат како што функционираат до сега. Сега, оно што моментално го кажуваше Федералната резерва, овдека е сумирано во овој дел на Forbes, каде што вели дека дури и, значи, иако имавме две последователни четвртини во кои што бруто домашниот производ на Америка се намалуваше, овдека можеме да видиме дека истиот е моментално зголемен за ова четвртина, последнава, третава, што дополнително му дава на Федералната резерва на некој начин причини за и понатаму да продолжи да ги зголемува каматните ставки, затоа што економијата е доста стабилна во Америка за разлика од остатокот од светот. Сега да споредиме што се случува со остатокот од светот генерално кога гледаме во политиките кои што се применуваат во однос на рестриктирање на инфлацијата, затоа што инфлацијата не е присутна само во Америка, инфлацијата е присутна секаде. Значи во Европа моментално инфлацијата се искачи над 10%, 10,4 ако не се лажеме точно, со тоа што секоја од овие централни банки на сите овие големи развиени држави мораат соодветно да реагираат со цел да ја зауздат инфлацијата пред да биде прекасно. Односно, ги прават истите чекори што ги прави Америка. Значи тоа се обидам да ви го кажам. Еве да анализираме, значи гледате, овдека моментално од 2021 година па наваке е буквално во секој период кога има покачување на каматните ставки ставено на овој чарт со цел да видиме што се случува во светот и како моментално останатите централни банки реагираат на нивните инфлации. Значи, единствено Јапонија е онаа која што е под нулата, односно се уште Централната банка не наплати ништо на своите комерцијални банки за парите кои што ги позаема. За разлика од тоа, Швајцарија е негде околу 0,5%. Еврозоната е веќе на 1%. Еврозоната е позната по тоа што истата имаше негативен процент на камата на она што им го дава на комерцијалните банки со цел да ја инсентивизира самата економија, односно во целото нејзино постоење имаше минус 0,5% камата, со тоа што Централната банка и понатаму даваше пари на комерцијалните банки без при тоа да бара никаква каматна стапка назад, а сега моментално еврозоната, односно Европската централна банка е на 1%, со тоа што бара 1% назад од сето она што го внесува во комерцијалните банки за сите оние кои што позаемуваат. Шведска 2%, Обединетото кралство исто така 2%. Норвешка нешто над 2%, Австралија над 2%, Канада, Нов Зеланд 3 и нешто над 3% заедно со Америка. Значи ова е заедно со последниот октомври и можеме да видиме дека во оваа ситуација сите го следат примерот на Америка. Значи моментално сите
централни банки го прават истиот овој механизам, го прават со цел да ја намалат инфлацијата на сопствената територија, а проблемот е што? За разлика од Америка, они мора да се соочуваат и со паѓачка валута. Значи, нивната валута, вредноста на валутата паѓа затоа што вредноста на доларот и понатаму расте, затоа што само доларот е резервна валута во светот, не останатите. И замислете сега, они се соочуваат со уште поголем проблем со оглед на фактот дека кај нив има и инфлација и поради тоа фактички мора да ја намалат што може повеќе од количината на своите валути со цел намалувањето на валутите да ја дигне нивната вредност, а ваквата дигање на вредноста да ја намали инфлацијата, оно што го разговаравме за самите долари, со тоа што јас верувам дека ќе треба многу побрутално тоа да го прават овие банки, затоа што како што велев, значи само доларот представува резервна валута, останатите не. Затоа колку повеќе доларот расте, толку повеќе овие каматни ставки кои што ни поставуваат се по-недоволни и недоволни. Сега, тоа е во однос на да можеме да видиме дека сите централни банки го следат примерот на Америка. Додека во однос на што се очекува од економијата, како од 2021, 2022 и 2023, можеме да видиме во, значи, ова е IMF, International Monetary Fund. Значи, веќе има издадено проекција за тоа што се очекува во однос на претходните ова се GDP раст, односно раст на бруто домашниот производ во 2021, 2022 и што се очекува за 2023. Значи, можеме да видиме дека најразвиените, повторно, западните најразвиени држави имале солиден раст во 2021 година, иако испаѓаме од пандемија, затоа што се уште инфлацијата не завзела во овој период соодветна сила, а плюс немаме енергенсни проблеми, немаме војна во светот и слично. Со тоа што Америка во 2021 5,7%, еврозоната 5,2%, да не ги набројуваме една по една. Јапонија 1,7%, тоа е малку помалку, ама добро. Обединетото кралство 7,4%, Канада 4,5%, додека Кина 8,1%, Индија 8,7%. Значи, гледаме дека растот во 2021 бил солиден, нешто што е нормално и нешто што се очекува од секоја растечка или посебно оние развиени економии и понатаму да продолжат да растат. Но наеднаш во 2021 проекциите се драстично помали, значи некаде имаме дури и по 3 пати помали вредности како што е во, да речеме, 5,7 на 1,6 во Америка. Еврозоната 5,2 на 3,1. Добро, овдека се само половина. 7,4 на 3,6. Канада 4,5 на 3,3, иако не е толку лошо тоа. Кина 8,1 на 3,2. Значи Индија 8, добро, овдека овие се заради некоја причина одлични, значи се многу добра стратешка позиција индијанците, како и да е. Значи, добро, и Русија нормално во негатива затоа што се моментално во војна и се очекува нели дека нормално бруто домашен продукт ќе се намали, посебно со оглед на фактот дека има еден тон санкции против нив. 23-та се очекува да биде уште полоша. Зошто е тоа така? Затоа што гледаме дека се уште имаме рестриктивна политика на сите овие централни банки кои што се обидуваат да ја намалат економијата, да ја зголемат вредноста на своите валути со цел да ја намалат инфлацијата. Значи, тоа е проблемот кој што ќе се соочуваме и наредната година, затоа велиме дека нема причина за брзање. Значи, овдека доаѓаме до главната ситуација која што постојано ве кажуваме. Има уште болка пред нас на пазарот пред да дојдеме до ситуација да кажеме конечно тоа е тоа, успеавме да стигнеме до дното. Но моментално и во оваа проекција на IMF, значи IMF е International Monetary Fund, што не е мала институција, значи они имаат соодветни познавања многу подобри од нас во секој случај. Следно што мораме да го земеме предвид е декември 13-14 кога повторно Федералната резерва ќе одлучува за тоа дали и понатаму ќе изголемува каматните ставки. Значи, датумите кои што претходат пред нас, кои што ни следат, се 8 ноември, каде што ќе имаме избори, за кој што ќе разговараме сега, тоа е вториот сегмент од нашето видео во кој што на фундаменталната анализа треба да ви објасниме што очекуваме од истите. Федералната резерва треба да се состане на 13-14 декември, но тоа е малку поназад. Во меѓувреме, после 8 ноември на 10 ноември добиваме и новата инфлациона ставка која што исто така може да донесе или поголем или помал страф, мораме да следиме што ќе се случи. Значи, овие круцијални моменти кои што ќе се случуваат во текот на наредните недела дена се исклучиво битни со цел да видиме дали конечно пазарот ќе добие онаа последна капитулација што очекуваме, со цел да го алоцираме нашето преостанато 50% портфолио во следната нога надолу на криптопазарот. Со тоа што, значи,
ќе напоменеме уште еднаш, може да отиде во било која насока, но генерално гледаме дека сентиментот, односно самото чувство и стравот на пазарот се големи и е доста негативен сентимент, односно очекуваме и понатамошен пат на традиционалните пазари како и на криптопазарите. Значи, следно за кое што треба да поразговараме е се самите избори, кои што исто така се исклучиво битни, а се случуваат за само 4 дена од сега. Значи, оваа проекција овдека е чисто само да ни покаже прилика како се случуваат моментално изборите и што се очекува во одредените избори во однос на анкети кои што се направени на територија на самата Америка. Значи, каде е сега овдека проблемот? Значи, разговаравме што се случува со Федералната резерва и со вредноста на доларот, кој што очекуваме и понатаму да расте, ќе направиме техничка анализа за некое време, само да завршиме со фундаменталната. Имате избори во кои што двете страни поддржуваат различни проекти. Имаат различни миленици, имаат различни сектори во кои што финансираат повеќе за разлика од останатите, што значи дека во однос со тоа на која страна вие би сакале да финансирате, вие треба да бидете исклучиво препазливи во однос со тоа кој е на власт. Зошто е тоа така? Еве прост пример да речеме, сега не сум сигурен, не знам, значи овие работи стварно не ги знам, но да речеме дека Амазон, Джеф Безос е пример повеќе на републиканската страна. И сега, ако вие тоа го знаете, а знаете дека, например, другата страна не победила, односно демократите, вие би се држале понастрана од бизнисот на Джеф Безос, односно Амазон, затоа што ако другата страна победи на изборите, многу логично е дека сето она што било поддршка на овој бизнис ќе исчезне, барем до наредните избори, и ќе добијат некои други бизниси поддршка. Зошто е тоа така? Затоа што во Америка се базира на лоби. Значи, сакале вие или не, во однос со тоа колку е вашето лоби јако, толку и регулативите кои што се донесуваат ќе бидат во ваша корист и оно што државата го дава како инцентивизирање, односно како побуднување на економијата ќе биде на ваша страна. Значи, многу едноставно, исто како кај нас дома. Сакале или не, така функционира светот. Значи, поради оваа причина, многу од луѓето, затоа што имаме крајно поделена атмосфера во Америка, кај што не се знае кој ќе победи, многу од луѓето ќе сакаат да се држат на страна. А што е на страна? Доларот. Зошто е тоа така? Затоа што доларот е моментално многу јак, стабилен и се очекува истиот и понатаму да расте, посебно поради политиките на Федералната резерва и кризата во остатокот од светот. Сега, вие фактички се ставате себе си во одлична позиција да едноставно паузирате со тргување во текот на овој период, затоа што не знаете кој ќе победи. Значи, овдека колку и да се добри овие полови, овие статистики, не може да бидат колку што ќе биде реалната слика. Затоа, вие фактички се што ви е ризично, го менувате во долари, чекате овој период да помине, ако го истиот ќе помине, ќе алоцирате во однос на тоа кој победил и кои се бизнисите кои што се на нивна страна. Каде е овдека проблемот? Проблемот е што кога вие ќе ги повлечете вашите пари од се што е ризично, како што се криптовалути, како што се берзи, како што се суровини и слично, вие фактички ги намалувате вредностите на истите. Односно, ако јас си го продавам сега моментално биткоинот и велам, јас ќе го продавам биткоинот со цел да видам прво кој ќе победи на власт во Америка, за да видам дали ќе има позитивна регулатива во текот на наредна година, и ако тоа се случи, јас ќе си ги вратам парите повторно назад во биткоин затоа што очекувам профит од истиот. Но, ако јас го продавам биткоинот, јас сум направил штета на криптозаедницата со тоа што сум го намалил маркет капот на заедницата, значи на самиот маркет кап на крипто, и на тој начин сум ги намалил вредностите на сите криптовалути, вклучувајќи го биткоин и останатите. Сега, можеме да видиме дека моментално имаме три, да речам, главни целини за кои што ќе се гласаат, тоа е Сенатот, House of Representatives и Governors. Сенат им представува врховно тело, кое што е со 100 представници, мислам, во кои што нема сите, туку само 35 од нив ќе бидат реизбрани, со тоа што овие 35 нивниот реизбор гледаме дека е крајно неодлучен, односно не се знае дали се очекува да биде републикански или демократски сенатот, во однос на тоа колку е поголема едната за разлика од другата група, толку повеќе се очекува, значи сето тоа што нив им одговара да биде буткано напред. Додека за разлика од тоа, генералниот парламент, кој што е од представници од сите држави во Америка, се очекува да биде крајно републикански, што е комплетен пресврт од оно што моментално беше крајно демократски. Зошто е тоа така? Затоа што, значи, моментално луѓето во Америка не се задоволни со политиките на Америка, затоа што нормално истите ја изгубија војната во Афганистан, не се повлекува, ја изгубија војната во Афганистан, моментално влегуваат во војна во која што знаат дека не можат да победат, затоа што вие војувате во
во Украина, која што е на другата страна на светот, а оној кој што војува против Украина е на нивната граница. Тоа е исто колку што ја победиле војната у Виетнам и у Кореја, за оние кои што не знаат. Толку ќе победат и Украина, да ви биде јасно. Ама не е битно, ајде ќе видиме за тоа. Како и да е, на луѓето во Америка очигледно не им е дојдено до тоа, им се битни многу повеќе локалните проблеми, затоа и сега моментално републиканците играат на таа карта дека као мора да се престане со овие авантури на Америка преку океанот, со цел да се средат домашните проблеми. И поради таа причина гледаме дека моментално имаме целосен пресврт во парламентот на републиканската страна, што може да резултира со комплетно променување на целата, да речем, поставеност на Америка како и во криптосферата. Значи, затоа што ние не знаеме кои од овие имаат какво размислување за регулативата. А моментално сите регулативи се е паузирано се додека не завршат овие избори, затоа што вас моментално ви е многу побитно да имате повеќе своји представници во парламентот, отколку да помине крипторегулативата. Се разбираме? Така да не можеме да очекуваме никакви добри вести се додека овие избори не се завршат. Исто така, онаа одлука која што се уште не е донесена, дали комисијата за суровини или комисијата за хартија од вредност ќе биде одговорна за криптосферата, значи тоа е исклучиво битна работа која што мора да почека додека не се одлучи на овие избори, како и гувернерите, односно каков гувернер ќе биде одговорен на секој од овие 51 или 50 држави колку се сега не знам, не да ги припои таму и Хаваи и останатите. Значи, поради овие причини имаме страф на пазарот. Односно, во оваа ситуација, ваквиот страф на пазарот резултира со луѓето да пребегнуваат кон сигурни ствари, а во случајов сигурна ствар е доларот, се додека ова не се разреши. Пребегнувањето во сигурни ствари резултира во страф на пазарот, продажба на ризичните добра и со тоа паѓање на останатите пазари, како традиционални, така и криптопазарите. Значи, тоа е она што го очекуваме од страна на изборите кои што ќе се случуваат и значи, тоа е првиот сегмент ние, Федералната резерва и понатаму продолжува да го зголемува доларот како вредност. Крај. Значи, се до декември немаме што да разговараме поинаку со оглед на фактот дека нивната политика до декември останува иста, каде што ќе има следен состанок и видиме што ќе кажат понатаму. Втората работа која што разговаравме е дека сите останати економии, посебно овие НАТО базирани останати економии, се буквално куклиња на Америка, односно ги прават истите работи што ги прави Америка, односно Америка ги дига каматните стапки, они ги дигаат каматните стапки. Што значи дека буквално имитираат она што го прави Америка. Трета работа за која што разговаравме е самите избори во кои што кажаме дека ваквиот страф на пазарот може да резултира со што? Со луѓето да пребегнуваат кон сигурни валути, како што е во случајот доларот, и да ги продаваат своите ризични валути со цел да се стабилизира пазарот и да внесат, значи, без загуба во одредено добро што нив им одговара во однос на ново поставената ситуација после изборите. И последна работа, фундаментална анализа која што ни е битна, е моменталните можни напади. Прво, Кина врз Тајван, второ, Иран врз Саудиска Арабија. Кина врз Тајван не е ништо ново, но после значи Ши Жинпин конечно доби трет мандат од 5 години, што многу од луѓето во Кина веруваат дека ќе го стави на пат на Мао Цетунг, односно да биде доживотен претседател на Кина, што ако е така, значи он има веќе уште 5 години за да диктира политики на Кина, со тоа што во секое време се очекува напад на Тајван, затоа што, значи, едноставно Тајван представува кинеска територија. Сите кои што размислуваат поинаку се грешка, тоа е историски докажано. Значи, Тајван бил кинеска територија, ако го гледаме дури и пред Втората светска војна, пред инвазијата на јапонците во Кина, значи Тајван бил Кина. Со тоа што во Кина имаме 3 страни кои што се борат за време на Втората светска војна, за разлика од остатокот од светот, каде што имате јапонци кои што се обидуваат да ја поробат Кина и да ги земат нивните ресурси, имате комунисти кои што се борат за правата на секојдневниот човек во Кина и имате Чан Кај-шек со неговата кралска армија, кој што помогнат од капиталистичките сили се бори против комунистите. Значи имате комунистите кои што се борат против сите, имате јапонци кои што се обидуваат да убијат што можат повеќе и земат што може повеќе, и имате како да кажам Шлаим како Чан Кај-шек кој што со својата армија се обидува да убие комунисти затоа што така го платиле од Америка. По губењето на војната, Чан Кај-шек со останатите сили, откако ја губи војната, се повлекува во Тајван, кој што од тој момент станува неутрална, односно држава која што има као наводно свој идентитет, ама тоа е колку 60 години, со оглед на фактот дека тоа секогаш било кинеска територија. Како и да е. Значи, она што е битно во случајот да се свати е дека Кина
ќе го земе Тајван на еден или друг начин. Тоа нема тука разговарање, значи тоа не представува дилема, тоа е само прашање на време. Земете го Хонг-Конг за пример. Никој не веруваше дека Хонг-Конг ќе биде Кина, значи јас лично сум бил таму 3 месеци, можам да ви кажам дека го гледав тоа со своји очи. Значи тамошните кантонци со нивниот кантонски јазик се буквално истребени и раселени со цел да се населат луѓе од Mainland China, значи буквално да населат практично домашно население од Кина со цел да го дестабилизираат она население кое што беше толку револуционерно поставено, затоа што Хонг-Конг беше претходна британска колонија, развила своја култура, свој јазик, значи буквално се одделила од Кина. За моментално Кина, значи откако нормално да не се лажеме, не може Британија да се мери со Кина. Тоа можело во империалистички времења, но денеска не може. И Кина буквално ја превзема Хонг-Конг со тоа што идејата беше два система во една држава, но нормално тоа не може да трае. Значи исто како што грците ги раселиле егејците македонци со цел да населат нешто друго таму, за да може да ја променат значи геополитичката ситуација, да го променат националниот идентитет на одредена почва. Значи истото да се случи и со Хонг-Конг, односно на сите протести беа брутално апсени, беа значи едноставно осузбивани од секој можен аспект со цел или да бидат во затвор или да бидат раселени. Затоа многу голем дел од кантонците се иселени откако останатите држави почнаа да им даваат помош, нели? Ако дојдете во Комонвелтот било каде, Австралија, Англија, ќе добиете директно пасош, нели, да бидете заштитени од моменталната агресија од Кина, што е реално, че јас сум го гледал тоа со своји очи, но проблемот во целата ситуација е тоа што вака или така Кина го зема Хонг-Конг. Истото ќе се случи со Тајван. Ако тоа се случи по пат на војна, тоа директно ќе делува на пазарите и ќе донесе страф, поради кој што повторно ќе добиеме пат на пазарите надолу. Значи ова се потенцијални евенти кои што ќе го бутнат пазарот надоле. Проблемот е што во сите овие кои што ви кажав, јас ниту еден позитивен не најдов. Не најдов ништо што може да алудира на евентуален раст на пазарот. Тоа е проблемот. И затоа уште еднаш ќе напоменам, имајте го тоа во предвид кога ќе одлучувате во однос на што ќе правите на пазарот. Затоа ние сме спремни и чекаме уште еден евентуален пат каде што би ги алоцирале останатите 50% од нашето портфолио, поради ваквиот тип на вести кои што се од фундаментална страна, а сега ќе направиме и техничка анализа. И последната, односно најнова вест во последните 48 часа во кој што се вели дека Саудиска Арабија предупредува дека Иран се припрема за неизвестен напад на Саудиска Арабија во било кој момент. Тоа е, нели, исто така многу познат конфликт за оние кои што следат генерална геополитика, каде што Иран е предводник на шиитите во светот, Саудиска Арабија е предводник на сунитите во светот, како најбогати држави од нели својот блок, со тоа што знаеме дека оваа војна трае уште од самиот почеток на муслиманската религија, каде што во ситуацијава Иран е буквално омразен од целиот свет затоа што така одговара на Америка, додека за разлика од тоа Саудиска Арабија представува миленичето на западот, затоа што така и одговара на Америка повторно, и во оваа ситуација доколку тоа се случи мене не би ме изненадало со оглед на фактот дека станува збор за крајно, значи радикална држава како Иран, која што доколку би довела нуклеарно оружје, јас на вистина мислам дека долниот дел од светот ќе изгледа доста крваво. Тоа не е ни од мене барем лично на Малта не ми одговара воопшто затоа што тоа ќе значи следен бран на арапи кои што доаѓаат на нашиот остров, но генерално ви кажувам да го имате и тоа во предвид, доколку се изненадите, еве, значи јас сум ви го кажал прво, значи се очекува дека и ова ќе биде дел од интересните случувања во следниот дел од политичката сцена, значи да видиме дали тоа ќе се оствари. Ова само сакав да споредам дека за разлика од претходните состаноци имавме многу помали ликвидации, односно само 126 со 53 longs и shorts, што е невообичаено, но сакав да го споделам со вас чисто да видите дека овој пат состаноците не беа толку крвави како претходно. Сега ќе направиме кратка анализа да видиме што се случува со DXY индексот, како и со криптопазарите и со традиционалните пазари, да видиме кои какви знаци ни дава за следниот период, иако ова е само на кратко, значи иако моментално правиме анализа на дневно и неделно ниво, ова е анализа која што би траела за неколку дена во да речем до самите избори, каде што не знаеме што да очекуваме со оглед на фактот дека сето тоа може да се сврти многу лесно на едната или на другата страна. Сега, ова е делот на нашиот канал. Значи, техничката анализа е она што ние го правиме, што мислиме дека го правиме солидно добро. И поради оваа причина, значи како таква, значи се обидуваме да форсираме на нашиот канал, но за разлика од
Значи другите канали не можеме да се форсираме само на техничка анализа. Постојано ви кажуваме тоа. Затоа гледате имавме 40 минути објаснување на фундаменталната анализа која што е исклучиво битна во оваа ситуација затоа што ако гледате само технички индикатори ќе погрешите. Затоа што техничките индикатори повторно се испровоцирани од случувањата во светот и од стравот на пазарот. Значи стравот на пазарот кој што се зголемува или намалува во однос тоа што се случува е директен двигател на пазари во секоја рака и дури кога најмалку очекувате едноставно нешто случува, а вие сте го предвиделе поинаку на техничката анализа, е поради фундаментална анализа која што исто така мора да биде следена на секој ден со цел вашата техничка анализа да биде многу по-соодветна. Да почнеме со самиот DXY индекс на дневно ниво. Значи гледаме дека DXY индексот досега има многу различна тенденциозност да расте во однос на 0,75% rate highs кои што биле поставени, но едно што има заедничко во сите овие е дека секогаш кога имаме нова 0,75 каматна стапка добиваме нов локален all-time high или нов врв. Зошто е тоа така? Разговаравме првиот дел од видеото, значи едноставно колку помалку се намалува количината на парите со оглед на фактот дека се поскапо да се позаеми долар, толку повеќе се очекува, значи се зголемува цената на самиот долар. Сега, за да влеземе во овој дел од на дневна анализа, мораме да се вратиме прво на месечна анализа, со цел да ви покажам каде се наоѓаме на глобална скала, оние кои што не гледале до сега. Значи, ова е генералниот чарт на доларот на глобално ниво, каде што можеме да видиме дека истиот се движи во овој канал, значи уште од самото, да речем, 70-тите години, односно тоа е, ако не се лажам, буквално моментот на откажување од златната резерва. Каде што само во овој сегмент тоа е претходната криза со инфлацијата, значи гледате 80-тите години, оно што го разговаравме, каде што поради тоа морале толку многу да дигнат вредноста на доларот со цел да се намали инфлацијата. Но во било кој друг дел од овој сегмент гледаме дека прилично се држала цената до овој канал, солидно, со тоа што моментално се наоѓаме многу блиску да повторно дојдеме до горната граница на овој канал, што јас верувам дека ќе биде крајниот момент каде што ќе можеме да очекуваме пат на цената конечно на доларот надолу, со тоа што гледаме дека моментално имаме ниво кое што е ретестирано од страна на цената на доларниот индекс од 2002 година, што е последното ниво на поддршка на цената во случајов пред да дојде до горната граница, со тоа што гледаме буквално оно што ви го кажував претходно дека дојде до ретест во текот на октомври на долната граница кој што беше успешен и моментално повторно се движиме нагоре. Оно што ви го кажав буквално се случи. Значи ако се сеќавате имавме слабост на доларниот индекс, но тоа се покажа дека е ништо повеќе освен движење на истиот во овие формации, како што е оваа формација во која што веќе разговаравме, односно движење на доларот во овој канал, кој што кога дојде на долната граница се придвижи до оваа месечно ниво кое што го тестираше, оно што го кажавме, и што се случи буквално оно што ви го кажавме. Цената се врати назад во овој канал, новата свеќа буквално заврши на долната граница на овој канал и повторно се движиме нагоре. Значи, ова е тоа што едноставно е непобитно во техничката анализа, но мораме истото да го споредиме со фундаментална анализа да видиме дека на вистина одговара. Следно што треба да направиме е да провериме со Фибоначи од претходниот локално дно до претходниот локален врв, да видиме моментално каде уствари се вршела оваа корекција и тоа гледаме. Значи, од овој момент со целосната корекција нагоре имаме корекција надолу од 0,5%, односно 0,5 Фибоначи, односно 50% Фибоначи секвенцата, со тоа што значи точно 50% Фибоначи секвенцата завршува на ова месечно ниво кое што го погледнавме уште од 2002 година. Значи, гледате, самата техничка анализа е одличен показател да видиме дека се наоѓаме на соодветни јаки нивоа кои што може да задржат цената на доларот, што се случи. Со тоа што гледаме дека повторно се враќаме нагоре и ова е уште еднаш последното ниво на Фибоначи кое што моментално се обидуваме да го пробиеме пред движење на цената нагоре. Додека ако го поставиме Фибоначи обратно да видиме кои се неговите мети нагоре, значи уште еднаш точно кореспондира она што постојано го кажуваме дека првата мета на Фибоначи секвенцата нагоре соодветствува со овој канал кој што ние го имаме уште од 70-тите години за вредноста на доларот. Значи повторно, тоа не значи дека ќе се случи така, но очекуваме придвижување на цената нагоре, барем блиску до оваа граница за да очекуваме дека конечно сме дошли до моментот на капитулација на доларната вредност, што ако се сеќавате за облување на инфлацијата и за облување на
доларната вредност, значи неговата вредност, се двата основни индикатори кои што директно ни покажуваат дека сме дошле до момент да дојдеме во bull market на криптопазарите и традиционалните пазари, а bear market на DXY, односно на доларниот индекс. Сега, значи, она што го кажуваме постојано е дека на 0,70, значи ќе го споредам ова за сите оние кои што не го гледа нашиот канал претходно, повторно ќе споредам да видите како изгледа криптопазарите во спротивност на доларниот индекс, со цел да видите дека се комплетно корелирани. Сега, овдека гледаме дека, значи, ако го споредиме, оно што го кажеме што по самиот почеток, имаме многу различни начини на кои што пазарот реагирал после донесувањето на 0,75% каматна ставка. Значи, гледаме дека во некои ситуации имаме раст па пад, потоа имаме пад па раст и обратно, но пак ќе кажам, единствено што е заедничко во сите овие ситуации е дека после секој 0,75 имаме нов врв. Нов врв. Значи, гледате, после секој 0,75 имаме нов локален врв. Тоа се случи досега постојано и моментално очекувам да ги случи повторно, со тоа што новиот врв би резултирал со повторен ритест на овој канал нагоре, кој што моментално е доста испочитуван, гледате од горна и од долна страна, и со негово доближување до конечната цел која што е негде вредност околу 117-118 на доларниот индекс, кој што, ќе напоменеме уште еднаш, е директно поврзан со оваа канална вредност во која што се движи на макро ниво доларот, која што би ни представувала потенцијален локален врв за макро трендовите на долар. Че гледате, последен пат ова било допрено во 2002 година. Пред тоа во 1986 година. Значи гледате, тоа се уствари моменти кои што гледаме дека имаме макро bull и bear маркети на самиот индекс на DXY, со тоа што сакам да напоменам уште некои работи за тоа како уствари самиот значи индекс се задржа. Сега вака. Значи тоа ќе го направиме на овој чарт, каде што исто така имаме уште една многу битна работа, а тоа е оваа парабола, која што како таква ја држи уште од самиот почеток на овој bull маркет, од почетокот на 2021 година, го држи овој bull маркет на DXY индексот нагоре. Гледаме дека во секој момент кога истата е ретестирана, успешно била поддршка на цената нагоре. Со тоа што гледате што се случува. Значи имаме неколку обиди за истата да биде пробиена, неуспешни. Ова е првиот толку силен обид кој што успеал да пробие цената надолу, но гледате што се случува. Имаме пробивање нагоре и ритест на границата на параболата, која што е една од оние да речем индикатори кои што ги следиме за цената на DXY индексот, што повторно, значи и каналот на неделно ниво и оваа парабола се дадени од едни од нашите членови, на кои што им благодариме за сето ова, и на тој начин фактички како заедница на некој начин работиме за генерално да бидеме на иста страна, односно се надополнуваме во однос што не сме го нашле, некој друг го нашол во наше име. Сега, друго што мораме да погледнеме е што се случува со самите индикатори. Односно, гледаме дека на Market Cypher имаме бранот на моментум е во конечен пораст над нулата, гледаме дека долго време не бил на нулата, уште од август 2022 година, со тоа што ваквиот бран над нулата може да резултира со масивно движење на цената нагоре. Истото кореспондира и со RSI, кој што моментално е на солидна ниска вредност од 54, после пробивот на 50, кој што можеби ќе направи ритест на 50 и придвижување нагоре. Сток RSI единствениот кој што е висок со вредност од 85, но е небитен во однос на останатите, нели, кога ги испоредиле. VWAP е на доста високо ниво, можеби ќе имаме мала корекција, што моментално се случува. Гледаме дека имаме постепено се поголем и поголем инфлоу, значи на дневно ниво ни покажува дека навистина сме во bullish pattern за DXY индексот, додека на неделно ниво е доста неверодостојно со оглед на фактот дека неколку пати сега напоменуваме дека имаме 6 локални врвови кои што се уште не се реализирале за соодветен пат на цената надолу, но на краток период на неделно ниво гледаме дека VWAP се движи нагоре, гледаме дека инфлоуот е се се поголем и поголем и гледаме дека RSI се врати под 70, што значи дека не е oversold. Сток RSI е доста коригиран дури на вредност од 23. Има простор за нагоре. И посебно со оглед на фактот дека фундаменталните вести го движат доларот нагоре, тоа би ни покажало уште толку дека немаме друг избор освен да се движиме нагоре со оглед на фактот дека сите моментално бараат сигурност во вредноста на доларот, верувале или не. И овдека на дневно ниво го поминавме Bollinger Band, средината на Bollinger Band, како што можеме да видиме, со тоа што, да, исто на неделно ниво, сакам да го поменам и ова, пред да продолжиме. Значи, на неделно ниво гледаме дека цената не се ни приближила до средната вредност на Bollinger Band, која што, како што можеме да видиме, е поддршка на цената во овој
bull market уште од нејзиниот почеток од 2021 година на почетокот, значи не се ни приближила до средината на bull market на Bollinger Bandот, која што ќе представува солидна поддршка, а истата постепено ни се придвижува над ова месечно ниво кое што е до сега солидна поддршка на овој двигател на бранот и понатаму нагоре. Сега, сакам накратко да споредиме, да видите како изгледа, значи на месечно ниво. Ќе го споредиме, значи овие циклуси на доларот со самата вредност на биткоин, за оние кои што не го гледале нашиот канал, Bitstamp, значи New Price Scale, ева. Значи можеме да видиме дека секој од овие масивни падови и растови на доларниот индекс ни кореспондира со bull и bear market сезона во биткоин чартот. Зошто е тоа така? Од неговиот почеток. Значи првиот, значи и дури и претходниот ако го земеме, овој малиот овде, проблемот е што е премногу мал затоа што станува збор за многу мала вредност кога би ја споредиле со самиот долар индекс, затоа што подобро е да го направиме тоа од вториот bull market во 2017 година, каде што доларниот индекс почнал да паѓа негде на почетокот на 2017 година, каде што биткоин почнал да расте експоненционално за разлика од падот на доларниот индекс. Потоа, повторно, каде што доларниот индекс почнал да расте, имаме bear market во текот на 2018-2019 година. Во моментот кога повторно сме допреле до локален топ и почнал да паѓа, значи ние имаме масивен bull market во 2020-2021 година и во случајот каде што имаме се уште барање на врв на оваа вредност, ние имаме bear market. Значи кореспондира детално со моменталниот чарт на биткоин и оно што сакам на вистина да ви го покажам, да го имате во превид дека на вистина се уште е целосно корелиран и истиот и понатаму продолжува да биде, значи како што можеме да видиме на масовна траекторија нагоре, значи овој DXY индекс кој што и понатаму го продолжува bear маркетот на биткоин надолу. Значи, повторно, не очекуваме дека тоа ќе биде уште долго, но очекуваме дека оваа вредност на DXY и понатаму ќе расте, што ќе предизвика, како што кажавме, и понатамошно паѓање на биткоин цената надолу. Сега, интересна работа која што исто така сакам да ви ја покажам, сега моментално ќе се префрлиме на традиционалните пазари на кратко, а потоа ќе влеземе во анализата на крипто пазарот, кој што ни е најбитно, нормално, затоа ја ставаме за последна, со цел со тоа да завршиме како што очекуваме понатаму. Значи, SPY и Nasdaq не се двата пазари кои што ги следиме постојано, со цел да утврдиме каде моментално се наоѓаме на традиционалните пазари, затоа што Nasdaq и SPY се едни од најголемите индекси и најпочитуваните во однос на споредбата на економијата за тоа каде се наоѓаме. Значи, ако го погледнеме SPY индексот, односно S&P 500 или 500 најдобри компании во Америка, можеме да видиме дека се наоѓаме точно во овој канал надолу, кој што се уште е целосно испочитуван и гледаме дека ова поле, ова бело поле што гледаме во моментов, кое што ствари представуваше овој гап, ни представува соодветно ниво на поддршка и во случајов отпор на цената заедно со средната вредност на Bollinger Bandот, која што моментално представуваше границата по која што гледате се случува. Масовен пад на цената на SPY индексот и тоа истата, значи веќе неколку дена поред паѓа надолу. Значи само сакав на неделно ниво да го покажам ова затоа што ако се сеќавате, ние разговаравме дека ова жолто поле овдека заедно со претходниот врв на претходниот bull market до крајот до почетокот на 2020 година ни представува фактички полето во кое што очекуваме цената да падне пред да има соодветно враќање нагоре во следниот bull market, со тоа што ако тоа го промениме на месечно ниво, можеме да видиме дека од претходното дно до претходниот врв на овој последен bull market, значи цената се приближува до 50%, оно што ние моментално го кажавме дека ќе биде нашата мета за SPY, S&P 500 индексот, што моментално се реализира. Че ако сте гледали нашите видеа, ние ово го разговараме веќе не знам со месеци наназад и сега моментално се случува. Односно 50% кореспондира со горната граница на овој канал, кој што уствари представува канал по кој што цената се движи уште од 2009 година после банкарската криза. Со тоа што ретестирање на горната граница на овој канал, мислам дека ќе биде соодветното ниво каде што цената ќе запре во овој канал нормално и ќе почне да се движи нагоре, затоа што нормално не може Федералната резерва постојано да крева нагоре rate hikes. Гледаме дека на месечно ниво немаме никаков моментално индикатор кој што ни би кажал дека можеме да очекуваме пресврт, со оглед на фактот дека RSI се движи, значи имаше пад под 50 вредноста, ритест на 50 и моментално повторно се движи надолу. Гледаме дека RSI, иако имаше
ова искривување во претходниот дел каде што имавме соодветен напредок, повторно се придвижува надолу. Единствено VWAP е во некоја нагорна линија, бранот на моментот е надолу, гледаме дека моментално се повеќе и повеќе се исчезнуваат средствата од овој индекс, што повторно кореспондира со оно што кажаме за изборите во Америка, односно изборите во Америка ќе предизвикаат луѓето да ги повлечат своите средства од ваквите ризични добра, односно финансирање во берзи и во акции, и истите се стабилизираат во долар се додека не добијат соодветни избори на информации за изборите во Америка. Со тоа што многу битна работа е што прв пат во историјата на криптопазарот, прв пат во историјата на криптопазарот, доколку го погледнеме на неделно ниво, можеме да видиме дека ваквите нестабилности на пазарот подобро се одразуваат на криптопазарот за разлика од традиционалните пазари, што е исклучиво битно. Тоа покажува дека криптопазарот веќе почнува да созрева. Односно, имавме пат на на Terra Luna ситуацијата до некоја вредност 17,5%, 17,5K, со тоа што истата цена никогаш веќе не проби под овие 17,5K, за разлика од тоа во традиционалните пазари, тој момент, односно тој пат кој што беше предизвикан со Terra Luna евентот, беше пробиен уште еднаш надолу од следниот пат кој што го добивме гледате во овој чарт. Што значи дека традиционалните пазари се коригирале надолу, за разлика од тоа не е исто случај со криптопазарите. Значи гледате, имаме претходниот пат кој што е во јуни, самиот Terra Luna евент, и пат на цената надолу уште еднаш под ова ниво, каде што никогаш не беше пробиено за разлика од криптопазар. Сега, она што уште исто така сакам да го напоменам е дека на дневно ниво, на неделно ниво, доколку испоредиме овдека, можеме да видиме дека имаме bullish divergence. Гледаме дека конечно бранот на моментум се придвижува нагоре, имаме разделување на базичната и сигналната линија, но money flow е негативен. VWAP веќе се коригира надолу повторно, гледаме дека RSI повторно паѓа надолу. Поентата што е, да, имаме и локално дно, имаме и bullish divergence, но тоа не значи дека истата ќе се одигра веднаш, понекогаш се потребни месеци за ова информација да почне да се случува, како што беше, ако се сеќавате, црвениот диамант кој што го добивме на биткоин, значи во моментот кој што го добивме, гледате, значи имаме корекција, но потоа паѓа надолу. Исто да се случуваше и овдека на неделно ниво, ако се сеќавате овој масивен диамант, значи имаше потребно време додека истиот навистина да се реализира, гледате. Значи за целосното реализирање на овој фактички индикатор од 11 април истиот завршил, од 2 април истиот завршил во јули. Значи тоа се потребни неколку месеци за овој индикатор на вистина се реализира. Истото јас би го очекувал и во оваа ситуација од ова што го гледаме моментално на неделно ниво, додека ако се сватиме на дневно ниво имаме сосема спротивна ситуација во која што гледаме дека моментално буквално е спротивно на што гледаме на неделно ниво, односно имаме пат на пазарот надолу. Значи гледаме дека bullish divergence веќе е завршен и гледаме дека сите индикатори ни покажуваат на пат. RSI надолу, сток RSI надолу, бранот на моментум е надолу, VWAP е надолу и money flow е негативен после многу време. Значи гледате, ова корекција која што е започната на 22 октомври е завршена, со оглед на фактот дека дојде до горната граница на овој бел квадрат кој што ни е овој гап овдека и моментално повторно се придвижуваме надолу во ова поле, односно до долната граница на овој канал. Значи гледате, на дневно ниво имаме крајно негативна слика, на неделно ниво имаме позитивна слика. Затоа, значи, моментално, генерално целата ситуација во светот е доста нестабилна и ако мене ме прашувате да е попаметно да се држите на страна од ваков тип на инвестирање, се додека не дојдеме до конечни резултати од овие избори за неколку дена, со цел да можеме да утврдиме што понатаму очекуваме од самиот пазар и да видиме како истите ќе реагираат. Значи тоа е во однос на традиционалните пазари DXY. Сега моментално да се вратиме на оно што ни е нас најбитно, односно самиот биткоин, и значи во случајов се фокусираме на биткоин чартот. Многу пати напоменав, знам дека сакате анализи за останатите проекти, нема логика да правиме за анализи за останатите проекти кога истите се практична копија на биткоин во овој сегмент и истите чекаат да видат што ќе се случи со биткоин пред нивно продолжување натаму на следниот бул маркет. Значи, првенствено да се вратиме на месечно ниво, да видиме од месечно ниво па надолу што се случува. Значи на месечно ниво гледаме дека ова кореспондира како значи она што постојано ви го кажувам е дека ова е многу слично на овој сегмент кој што гледаме овдека на стабилизирање на цената. Е многу сличен на овој сегмент на стабилизирање на цената во кој што имаме
горе-доле иста цена со месеци, пред да добиеме конечна капитулација. Еве да погледнеме, значи гледате, буквално кореспондира како и тој сегмент каде што очекуваме да добиеме конечна капитулација, она што разговаравме со цел да можеме да разговараме за следниот бул маркет. Сега, да се вратиме уште еднаш исто така и на оној сегмент каде што ние постојано алудираме на тоа дека нестабилноста на изборите во секој ноември во секој 4 годишен midterm elections во Америка кореспондираат со дно на пазарите, посебно на крипто делот, каде што, значи доколку се вратиме наназад 4 години, тоа е 2018 во ноември, значи тоа сакам да го покажувам постојано поради тоа што се наоѓаме точно при тој момент. Значи гледате, ноември 2018 година крајна нестабилност и сел кој што од овој сегмент кој што е сличен на овој моментално кој што го гледаме овде, ни донел до конечна капитулација и правење на дно на биткоин пазарот за тој bear маркет. Ако се вратиме назад уште еднаш во 2014 ноември, значи ќе го добиеме истото, односно гледате што се случува. Имаме ноември во кој што имаме мала корекција нагоре, но следниот месец, значи буквално во самиот циклус на овие избори, имаме паѓање до следното дно на овој пазар, што значи дека до сега, како што сме виделе, значи два пати поред кореспондираат изборите во Америка со потенцијално дно на биткоин, со тоа и на останатите, значи криптовалути, со тоа што на месечно ниво се уште немаме сегменти кои што ни се битни, односно да добиеме зелена точка на овој бран на моментум за конечно придвижување нагоре, иако гледаме дека имаме значи неутрална слика во тоа што VWAP се наоѓа на исклучиво нула, гледаме дека RSI е неутрален во последниот сегмент, значи во целиот овој дел, значи сток RSI, додека RSI е буквално неутрален на вредност од 41, која што е најниската која што е достигнал некогаш во историјата на биткоин, но моментално истите не ни дава никакви знаци на тоа што понатаму да очекуваме. Со тоа што гледаме дека конечно значи Болинџер бендот се расшири надолу, што уште еднаш дава да речем простор за паѓање на цената надолу до соодветните места каде што ние очекуваме. Сега, за тоа што очекуваме и до каде очекуваме да падне, значи никој не може да знае. Тоа е, како да кажем, секогаш има шанса дека можеби веќе сме го утврдили дното. Но секој има исто така и вие треба да го имате. Тоа односно соодветно ниво на најлоша ситуација која што очекувате да се случи со одредено добро. Односно кое е сценариото кое што би било најлошо. Според нас тоа е паѓање на цената до овој левел, кој што представува неуспешниот обид за бул маркет во средината на 2018-2019 година, каде што доколку падне до истата, значи ние очекуваме истата да се коригира до негде 13.800 или 14.000. Зошто е тоа така? Значи, уште еднаш ова е нешто што ни беше дадено од страна на еден од нашите гледачи, каде што сакам да ви го покажем ова на годишно ниво. Значи на годишно ниво е многу на годишно ниво е многу едноставно да се гледа чартот на биткоин, каде што можеме да видиме само момент дека ова не ни е потребно, нешто што претходно сме го сметале, што сега моментално веќе небитно. Само момент ова се. Така. Значи, ако го погледнеме на годишно ниво и ако го ставиме на логаритмичка скала, со цел да можеме солидно да го погледнеме. Гледате го. Значи моментално имаме чарт во кој што е многу едноставно да се види, ова исто така не е битно, многу едноставно да се види дека скоро сите циклуси сега биле со исклучок првиот, нормално, со оглед на фактот дека е крајно нестабилен. Една година bear market, 3 години bull market. Една година bear market, 3 години bull market. Една година bear market, очекуваме 3 години bull market. Со тоа што, ако погледнеме на овој чарт, многу едноставно е да видиме дека овој левел е исклучиво битен. Зошто е тоа така? Значи имаме завршување на bull market од 2017 година. Паѓање на истата до следното дно и ретест кој што моментално е буквално ова. Овде. Значи, ова е тој ретест кој што буквално ова ниво се обидува да го направи и да го пробие пред да имаме корекција и негово пробивање. Што е следно после пробивање на одредено ниво? Оние кои што ги гледале нашите курсови знаат точно, оние кои што не ги гледале, јас би напоменал да погледнете назад низ нашите видеа, ќе погледнете точно за што станува збор. Значи, пробивање на ниво и негов ретест. Негов ретест не секогаш е до самото ниво, но би било кога истото би било допрено, а тоа е негде околу 14.000. Значи, затоа и велам дека
наједноставно погледнато, ова навистина има логика што го очекуваме да цената евентуално се коригира до горната граница на овој неуспешен bull market. Значи, повторно, не значи дека тоа ќе се случи, но овие 50% кои што ние ги имаме на страна се наменети со цел да видиме дали ќе имаме пат, она што го очекуваме да се случи моментално со овие избори, и ако тоа се случи, без разлика дали ќе дојде 14 или не, ние соодветно ќе алоцираме на неговиот пат надолу, затоа што ќе напоменам уште еднаш. Да ги имате сите пари настрана и да чекате да го лоцирате самото дно и да купите се во точниот момент е нешто што е скоро невозможно. Значи се на многу малку луѓе тоа ќе им успее и тоа е чиста среќа. Значи тоа не може да кажете дека не постои таков стручњак на светот што може точно да го лоцира врвот и дното. Затоа е многу попаметно да направите DCA и да алоцирате од вашето портфолио постепено како повеќе и повеќе се приближуваме до евентуалното дно, со цел на тој начин да направите што подобра позиција за вас. Значи, целта на нашиот канал првенствено е да ве научи како да работите со ризик. Односно, да го намалите ризикот на вашето инвестирање, а да го зголемите профитот, односно ризикот за профит во следниот циклус. Значи, идејата е да алоцирате што можете поблиску до евентуалното дно, со цел да поставите се поголем профит во иднина во следниот циклус. Затоа ќе напоменам уште еднаш. Крајно битно е за вас да поставите што можете поблиску до дното одредена количина на пари кои што имате настрана со цел да купите криптовалути. Ние веќе 50% алоциравме во овој сегмент затоа што очекуваме дека тоа можеби е потенцијалното дно. Секогаш има ризик дека сте грешка. Но во тој случај имате 50% и веќе алоцирано портфолио во случај да сте грешка, со тоа што вие само ќе алоцирате остатокот, а се наоѓате веќе на 70% корекција. Додека ако имате и следен пат надолу, тогаш веќе имате одредена количина на страна која што ќе може да ја внесете со цел да имате алоцирано и во овој пат и во овој пат. Значи тоа е правилниот начин на стратегија кој што ќе ви донесе минимален ризик, а најдобра воспоставеност на алоцирање на вашето портфолио во однос на дното кое што го очекуваме. Затоа моментално толку активно го следиме овој bull market со цел да го лоцираме потенцијалното дно. И ќе продолжиме и понатаму, затоа, значи нормално оние две теории кои што ги покажеме од другите 20 членови на криптовалути групата се навистина во ред. Имаат соодветни позитивни и негативни страни исто како и нашите. Но пак ќе напоменам, значи ние во секоја ситуација сме или во право или помалку во право. Во превод, ако они се во право, добро во ред, ние сме направиле грешка, еве, да речеме во ситуација они направиле подобра анализа, но ние сепак имаме воспоставено соодветни дел на нашето портфолио во моментот кој што представува дно и само ќе го алоцираме останатото. И пак сме во право, значи ние повторно сме купиле во огромен минус од претходниот all time high. Додека ако ние сме во право, ние само подобро ќе алоцираме во однос на генералниот Bitcoin bear market. Така да сите сме во право затоа што сме моментално присутни на bear marketот. Само толку ќе ви кажам. Сите оние кои што ги гледаат овие канали анализи кои што следат моментално, тие се тие кои што ќе бидат највеќе во профит кога сите ќе дознаваат повторно за криптопазарот. А овој пат ќе биде многу покасно за разлика од претходните со оглед на фактот дека имаме масовна адаптација со регулатива и со инфраструктура со ISO 20022 како и регулатива низ целиот свет. Сега да се приближиме на неделно ниво. Гледаме дека моментално оваа корекција која што ја гледаме резултира директно на средната вредност на Болинџер бендот, по која што вчера добивме корекција до оваа 21, нормално која што моментално ниво околу кое што се држиме веќе целиот овој циклус, но јас верувам дека средната вредност на Болинџер бендот е доволно силна, посебно со оглед на нестабилноста која што доаѓа на пазарот, да ја задржи цената овдека и да ја бутне надолу, со тоа што ќе напоменам уште еднаш дека оно што кажавме претходно. Значи гледаме дека VPVR моментално е многу силен во овој предел затоа што имаме уште од јуни 2022 година тргување исклучиво во овој предел. Тоа значи дека колку повеќе се тргува во овој предел, толку повеќе VPVR ни покажува дека овој предел е стабилен за пробивање, значи за поддршка на самата цена. Но доколку се придвижиме надолу, гледаме дека ваков волумен нема ниту блиску се додека не се придвижиме до овој сегмент. Гледате колку е мало овој волумен, каде што моментално се наоѓаме, само да го зголемам за да може да видите правилно. Значи гледате колку е мало овој волумен за разлика од волуменот кој што ни доаѓа во овој сегмент овде, кој што почнува директно од она ниво кој што ние разговараме околу 14.000.
Значи, повторно, не очекуваме ние да падне на 14, но очекуваме дека можеби ќе се придвижи надолу, затоа ако се придвижи постепено ќе алоцираме, нема да чекаме 14, туку постепено ќе алоцираме со цел да се најдеме што поблиску до самото дно. Значи, ризик е. Некогаш кога сите чекаат 14, може да се случи на 15, никогаш да не дојде 14 и на тој начин да го промашите дното. Така да најдобро е да алоцирате како цената движи надолу. Генералната идеја на нашиот канал е дека и понатамо очекуваме пат на пазарот на биткоин. Останува да видиме дали сме управо. И, значи, тоа е на неделно ниво, гледаме дека имаме солидно ниво на пречка, која што не верувам дека цената ќе успее да го помине сега. Да, само на неделно ниво да имаме што случува со самите индикатори нормално, значи од market cycle, потоа ќе ги разгледаме и основните. Значи ова е таа bullish divergence која што моментално се случува. Гледаме дека бранот на моментум е во нагорно движење, базичната и сигналната линија се доста раздалечени, имаме inflow, затоа што иако се негативно, гледаме дека имаме inflow на пари во биткоин сферата, имаме. Значи, повторно, не заборавајте дека ова беше директно предизвикано од страна на ликвидациите на FTX, каде што вештачки со short squeeze беше предизвикан овој памп што моментално го гледаме. Затоа мене не ми е толку веродостоен со оглед на фактот дека очекуваме максимален страх на пазарот. Значи, ова моментално што го гледавте овдека беше буквално предизвикано од една менувачница FTX со ликвидирање на сите short позиции кои што беа поставени, кои што никој не може да знае дали можеби не били нивни. Значи можат они самите да ги ликвидираат своите шорт позиции. Никој не пишува чии позиции биле ликвидирани. Така да за тоа ваквиот тип на манипулација може да представува и масивен bull trap. Односно да имате идеја дека навистина маркетот почнува да се движи нагоре, да вложите за они буквално да ви направат шорт и на тој начин да ви ликвидираат сите ваши позиции и да се придвижи цената надолу. Нормално тоа е една од теориите, останало да видиме дали сме управо. Ќе напоменам уште еднаш, денеска имаме соодветен памп на биткоин од 2%, гледаме затоа што значи овие кои што ги гледаме се од Market Cypher, тоа се уствари средни вредности на биткоин на многу помала вредност, како што се 2, 4, 6, 8 дена. Значи тие се тие мали линии кои што ги гледаме од Market Cypher и гледаме дека цената се коригираше од средната вредност на Bollinger Band, која што исто така е солидна подкрепа, односно солидна поддршка. Сега, овдека иако цената движи нагоре, гледаме дека генерално трендот е уствари во надолна верзија. Односно, гледаме дека сток RSI веќе бил oversold и дека постепено се движи надолу со тоа што базичната и сигналната линија се раздалечени. Гледаме дека RSI е генерално висок, иако има простор за движење нагоре, може би уште 10 поени да се движи до 70, е генерално висок. И бранот на моментум се движи надолу, VWAP единствено кој се движи нагоре, заедно со постепено се движи и самиот инфлоу на средства, но ќе напоменам, значи ова е се добро, денеска, утре, други ден е одлично, се додека не дојде моментот на масовна нестабилност на пазарот поради изборите во кои што сите ќе сакаат да се трнат на страна и да почекаат да видат како истите ќе завршат. Затоа и верувам дека тоа ќе биде моментот во кој што можеме да добиеме масовно паѓање на цената надолу, неочекувано и следна капитулација на биткоин надолу. Додека на вториот чарт можеме да погледнеме на неделно ниво каде се наоѓаме во однос на bull market support band и на 4MAs, како и на традиционалните, нели, RSI, сток RSI и MACD, со тоа што многу битно е тоа што овдека што го гледаме ова кореспондира директно со средината на Bollinger Band, нешто што јас не сум ви го спомнал. Значи средината на Bollinger Band представува уствари 20 EMA, односно една од вредностите на bull market support band, која што гледаме дека во случајот исто така кореспондира со корекција од долната граница на bull market support band, а оние кои што не гледале до сега, bull market support band ни представува буквално поддршка и отпор на bear и bull market во сите циклуси до сега, не само во биткоин, туку и во останатите средства во било кој маркет. Значи 20 EMA и 20 MySMA се представуваат две вредности кои што на неделно ниво, значи се до сега докажани поддршка и отпор на секој bull и bear маркет, со тоа што моментално представуваат отпор, можеме да видиме, и цената се наоѓа под него, со тоа што моментално добивме обид за пробив во bull market support band, неуспешен, со тоа што добивме и корекција надолу. Останува да видиме дали ќе продолжиме со овој обид или пак ќе добиеме корекција надолу, што е, ако мене прошувате, очекувано. Повторно, не поради индикаторите, значи е прост пример. MACD моментално на неделно ниво покажува крајно позитивна ситуација во која што имаме раздалеченост помеѓу базичната и сигналната линија и конечно ни покажува бранот на волумен дека се движи во нагорна линија и немаме
немаме ниту еден бел столб кој што би ни покажувал слабост на овој бранд. Тоа е се во ред, но не заборавајте дека некогаш техничката анализа е буквално небитна во споредба со фундаменталната анализа на оно што доаѓа. Пред 8 ноември ние не алоцираме ништо, не правиме ништо, чекаме да видиме што ќе се случи. Дури ако сме грешка ќе алоцираме после тоа опште не е проблем, само во случај да не пропуштиме евентуален пат кој што го очекуваме во следниот сегмент. Ова е оно што ви го покажав на да видите како изгледа нели на годишно ниво, односно на потенцијално ниво до кое што очекуваме да падне. И уште една интересна работа која што сакам да ја напоменам, а тоа е самиот Wyckoff Accumulation. Значи да видиме каде се наоѓаме во тоа. Значи и во Wyckoff Accumulation-от, втората варијанта која што ние очекуваме директно кореспондира со она што очекуваме да се случи на пазарот. Односно, ако се сеќавате, ние во претходното видео на анализа го земавме и Wyckoff акумулацијата како соодветна значи можна варијанта за тоа што се случува на пазарот, со тоа што Wyckoff акумулацијата на дневно ниво ни кореспондира со овој сегмент овдека кој што моментално се наоѓа после падот на Тера Луна. Значи, но идејата е дека лицето Александар кој што моментално ни го покажа ова како една од можностите, го користи и ја користи втората шема на Wyckoff акумулацијата каде што има LPS. Додека ние очекуваме дека тоа ќе биде првата шема каде што имаме спринг. Разликата е во тоа што ако е LPS, тоа значи less point of support и цената нема да падне под претходниот low, под претходното локално ниво на дно, додека она што ние го очекуваме е спринг, односно дека цената конечно ќе се коригира надолу. Значи ова се тие две варијанти кои што би можеле да бидат вистините. Првата е дека она што моментално они го кажаа е дека сме го утврдиле дното и дека моментално цената ќе биде да се пробие над bull market support бендот, со тоа што ова е уствари less point of support и сега моментално ќе имаме градење на неколку такви less points of support пред да успее да пробие надвор од горната граница на оваа формација, значи цената. Додека она што ние го очекуваме е дека ова е повторно дел од C, кој што ќе резултира со овој пад овде пред фазата D, каде што почнуваме во движење во следната дистрибутивна фаза на Wyckoff акумулацијата. Со тоа што значи нема да објаснуваме сега во детали затоа што премногу е долго ова видео. Оние кои што не го погледнале ова, ќе ги замолам да се вратат назад на претходната анализа која што имавме претходната недела и да погледнат таму, што беше во неделата. Да погледнат таму детално објаснуваме што представува Wyckoff акумулација, сите овие точки кои се и што се и зошто се овде, и на тој начин ќе може подетално да се запознаат со ова акумулација, со овој вид на формација на економската сцена, со тоа што јас ќе напоменам уште еднаш. Значи, доколку добиеме масовен пад надолу, буквално ќе кореспондира со овој спринг евент кој што ни е потребен, со цел да под selling climax направи тест на потенцијалните две нивоа под него и конечно се придвижи нагоре во следниот bull market, односно во дистрибутивната фаза од оваа формација, но останува да видиме кој уствари од нас двајца е во право. Повторно неговата анализа е сосема на место. Значи јас од последниот пат кога направив Wyckoff анализа во средината на 2021 година пред вториот топ на bull market на bull маркетот во тој момент, значи јас сигурно воопште не помислив дека може да се најде Wyckoff акумулацијата повторно, иако таа е многу вообичаена на пазарот. Значи после ваквото школо, значи откако ја видов искрено можам да кажам дека ќе преминуваме се повеќе, со тоа што јас ќе направам соодветно видео и за Wyckoff акумулацијата каде што ќе објасниме значи како истата функционира, што представува, значи детално со цел да може да видите како истата се наоѓа на пазарот и како истата да ја најдете, да ја лоцирате, кој од овие точки што значи се ќе објасниме. Тоа е во однос на ова видео, јас мислам дека беше и многу подолго од она што го очекувавме, значи моментално зборуваме 1 сат и 20 минути, исто како вчера, се надевам дека видеото нема да се расипе повторно. Ако се расипе нема ни да знаете, за жал, но нели. Верувате ми, жално е 1 час и 30 минути зборувам и на крајот да ти се расипе видеото е само, значи, нели, катастрофа. Како и да е. Значи, гледате дека оваа недела сме фокусирани на она што се случува на пазарот, но понатаму ние не сме заборавили. Значи, имаме уште 3 видеа од крипто категории, каде што ќе разговараме за дигитални валути, каде што ќе разговараме за чувување на вредноста, каде што ќе разговараме за мим коини. Потоа, ви вети видео во кое што ќе ви покажам како големите играчи играат над нас, кои се алатките кои што ги користат, кои се информациите кои што ги имаат, а ние ги немаме, како истите заштитени од регулатива, се тоа ќе ви биде објаснето во едно долго видео, за жал,
Тоа е единствениот начин на кој што можам да ви објаснам. И исто така ова со лајков акумулацијата ќе биде ставено исто така на мојата листа со цел да направиме објаснување на двете фази на лајков акумулација и дистрибуција со нивните потенцијални шеми со цел да можеме да ви објасниме уште една алатка која што може да користите за анализирање на пазарот, што е исто така многу битна и многу валидна со оглед на фактот дека се користи веќе декади на економската сцена. Како и секогаш би ве замолил за мала поддршка, значи каналот напорно работи на тоа да ви донесе соодветни информации, се што бараме од вас и доколку можете, барем мала поддршка од типот на споделете го нашиот материјал, гледате дека значи работата е буквално за вас, за нашиот македонски народ. Значи се обидуваме да ви информираме што можеме повеќе за да може да ги фатите овие трендови на масивен профит кои што доаѓаат и единствено што бараме е ако можеме оваа материја да распределиме што можеме повеќе. Ние не ви наплакаме ништо, нема скриени, значи како се сеќавате на почетокот имаше такви некои фаци што кажуваа дека ќе има скриени трошоци, дека ние ќе правиме не знам какви обуки, па ќе ви наплакаме чланарини. Не е ова традиционална македонска шема во која што ние ви нудиме производ, после ви го наплаќаме, туку како што може да видите единствено што се обидуваме е да помогнеме на луѓето кои што сакаат да тргуваат, кои што сакаат да научат за крипто, а моментално имаме во припрема еден од најмасовните бул маркети кои што се очекува од 2024 година, 2025 година, паралелно со адаптација на крипто и CBDCs на цела територија на светот, така да уште еднаш ќе напоменам, значи единствено што бараме од вас е мала поддршка со цел да можеме да расшириме оваа материја на што повеќе македонци како во Македонија и во светот со цел да може да бидат информирани пред да биде касно кога ќе дојде следниот бул маркет. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео од Crypto Gameggia.